Тензично, со полициски барикади, со хеликоптерско наблюдување на Скопје, со контролирано движење на граѓаните и на медиумите, но и со нарушување на јавниот ред и мир на границата со Бугарија. Така помина денешното одбележување на 151-та годишнина од раѓањето на великанот на македонската револуционерна борба Гоце Делчев. Први пред моштите на великанот во црквата Свети Спас се поклонија председателот Стево Пендаровски, премиерот Димитар Ковачевски со дел од министрите од владиниот кабинет, како и представници од армискиот врв. Државните представници не сакаат да дадат изјави после положувањето венци. Од владиниот кабинет излегува со соопштение во кое се вели дека идеалите на Гоце Делчев за, како што се истакнува, културен напредок меѓу народите се патокас за политиките на владата. Опозицијската ВМРО-ДПМН дојде во придружба со неколку стотини симпатизери, како и со дел од представниците од локалната власт. Но и тие мора да застанат пред полициските рампи и да ги поминат потребните проверки пред да продолжат кон гробот на Гоце Делчев. И второто е чувството на разочараност, чувство кое што кај мене се создаде денеска, чекајќи од онаа прва барикада преку втората барикада дојде до оваа црква и наместо да се зближуваме, наместо да се зголемува нашето пријателство, ние денеска, за жал, сме подалечни од кого и да било во нашата историја. Поклонение пред моштите на македонскиот револуционер имаше и бугарска делегација, што ја предводеше вице-премиерот и технички министар за внатрешни работи на Бугарија Иван Демерџиев. Во изјава за медиумите, Демерџиев посочи дека побарал од неколку лица од Бугарија да не доаѓаат на гробот на Гоце Делчев, зашто, како што истакна, нивното присуство би можело да биде оценето како провокација. Ние трябва да намерим пътя да вървим напред. Пътя, към който вървим напред, е Обединена Европа. Обединена Европа предполага стабилност, предполага взаимно доверие и уважение. Ние сме длъжни, политиците на двете държави, да изградим такова взаимно доверие и уважение, каквото има между народите на двете държави. Групата бугарски граѓани, чието присуство беше најавено во Скопје, сепак не дојде. На граничниот премин Деве Баир, поради како што беше соопштено од технички причини, се случи неколку часовен застој, па повеќето од групата се откажале од намерата за преминување на границата. Сепак, како што соопшти МВР, на границата дошло и до нарушување на јавниот ред и мир. При тоа, тројца бугарски граѓани биле приведени од страна на македонската полиција. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.